Претходно во диетално максимално гледавте. Вистински тест на дисциплината на маса. Учесничката Бети Митевска ќе има специјална средба со нутриционистот Клаудија, но овој пат, наместо во канцеларија, тие ќе се соочат очи во очи во ресторан. Пред нив ќе има мени полно со искушенија, а одлуките што ќе ги донесе Бети ќе откријат многу повеќе од апетитот. Ајде, дамо. Ајде. Нешто да ми препорачате со милено месо? Па имаме плескавица добра. Таа нашата. Добро. Бога големка. Може. Нешто полнато со нешто? Па може со кашкавалче, може со лук и пиперче. Може со кашкавалче, така. Може. Фу. Некоја салата за преди јадење нешто. Па нешто исто ви да ми препорачате? Па трпезарија. Со Може. ајсберг, марова. Не сум ја пробала таа, може да ја пробам. Може. Добро. Олете за вас? Што има таа салата све? Па ако сакате нешто има краставица, зелка, мешана, само домат со сиренце. Не, а таа што речено што има? Во неа има ајсберг, марова, со домат, обичен домат, балсамико и нормално маслиново и сос од канин. Има значи Има се. многу, да. Добро. Океј, за мене, за гладно, што ќе земеш гладно? Јас плескавица. Плескавица, Плескавица, значи, да. океј. Јас ќе сакам, ако има риба? Има. Што има? Ципура и лавка. Ајде, по твој избор и риба, мене ми е... Ципура предлагам. Супер. И ќе ставиш малку домат, може? Па, Само да. домат. Само домат? Да. Па да ви донесам може. пред јадење. Домат салата. Не, со риба тако може. Вашата салата заедно со главното или пред? Па како мислите така? Сакаш да пиеш нешто? Што си пијам? Да. Па си јас си пијам бело винце некоја. Бело винце? Бело Да. винце. Добро. Имаме и на Јас сакам. колку? Да. Бело винце наше или некоја грчко? Какво ќе одберете вие така? Денеска све на вас. Да, Може. се е на вас. Ајде, после да видиме дали ќе биде добро. Одлично ќе биде. Фала пуно. Супер, значи ќе бидеме денеска сурпрајз, да видиме Да. што ќе ни донесат. Супер. Да пробаме нешто Не сме- ново. Морам да кажем една ствар, не сме компликовани. Не, воопшто, ја воопшто не Ајде, сум. тоа што ќе ни донесат, тоа ќе си Да. јаде и тоа. Добро, значи плескавица наручија. Да. Сакаш месо, а? Да, сакаш да ти биде. Па сакам. Добро, Не, ја не сме видела каква е, сега ќе видиме Ќе ја пробаме. Ќе дојде, да видиме каква ќе биде. Иначе што има? Како се чувствуваш, како мислиш дека ќе пројде све ова и така дале. Пред малку рече дека малку те фаќа Па паника. добро, нешто ново, нормално, малце паника ме фаќа. Али мислам дека ќе биде све во ред. Дружба, добри луѓе, позитивни, заедништво. Што викаат твоите дома? Па моите се со мене. Сега тоа е до мене, аз колку ќе истреам во ова, нели? А иначе да, со мене са ме поддржуваат. И ти што мислиш, што ќе биде? Па јас мислам дека ќе биде. Сигурно. Супер. Така, имам некое предчувство. Фала. Фала ти. Фала. Океј. Што мислиш дека ќе биде другачие сега? Од порано, што ти ми кажа дека ти порано си пробала све и свашта, што се вика. И што мислиш дека сега ќе биде другачие? И зашто мислиш дека ќе биде другачие? Па, затоа што имам и други со мене во оваа борба. Мислиш Тоа дека мислам за тоа? дека да, мислам дека највеќе тоа за мене лично. Искрено. Да заборавиме на строгите диети. Време е за правилен и избалансиран начин на живот. Промените токму така се случуваат. Добре дојдовте во новото издание на Диетално максимално. Денеска во Диетално максимално ќе гледате. Денеска во Диетално максимално. Нов ден, нови предизвици и нов чекор кон промената. Јана Илоска денеска ќе ја посети Биотек поликлиника, каде што ќе дознае повеќе за својата моментална состојба и за тоа што навистина му е потребно на телото за здрав и правилен напредок. Какви анализи очекуваат, што ќе покажат резултатите и дали Јана е подготвена за следниот чекор од својата трансформација. Во меѓувреме, Име ќе ни даде практични и ефикасни предлози за вежби што секој може да ги прави дома, без изговори и без потреба од фитнес сала. Гледајте денеска во Диетално максимално, затоа што секоја промена започнува со грижа за себе.
Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добредојавте во поликлиника Биотек. Јас сум доктор Катица Костовска. Многу мило ми, јас сум Јана. Драго ми е, Јана, ви посакувам успех и остварување на целта. Многу ви благодарам. Благодарам. Чест ми е. Повелете со мене. Здраво, Јана. Здраво. Како сте? Супер. Супер. Така, кажете ми, Јана, дали имате некои здравствени проблеми? Па имам сезонска алергија. Кога почне да цвета и тогаш имам малце потреба за да користам Винтолин. Како сезонска астма, алергија. Добро. Дали примате некоја друга редовна хронична терапија? Не. Не. Кажете ми, од кога имате проблеми со килажата? Па мислам дека после трета бременност, после втора оствари, затоа што прва ми беше со близнаци и некако се враќав одма во својата тежина, неверојатно многу обврски има со близнаци, нема време за да седнеш, за да се одмориш, а со трето дете веќе како се опуштив. Така, значи мајка сте на 4 деца? На 3. На 3. Првата мислам со близнаци, а втората со трето дете, втората бременност. Дете. Така. Добро, кога беше последната бременност? Па пред 10 години. Пред 10 години. Дали вие бременността се уреден тек, контрола, имавте некои проблеми во тек на бременността? Па имав првата бременност ми беше нормална, а втората патолошка. Така, имавте покачен притисок, Да. нешто? Имав Така? покачен притисок и потешко така се осеќав веќе, затоа што разлика има 10 години меѓу прва и втора бременност. Веќе бев и повозрасна. Добро. Кажете ми, која терапија примавте? Во бременността се секавате? Мислам дека пијав метилдопа, да. Да, метилдопа. За притисокот. После тоа, после пороѓај, беше се во ред со притисокот? Да. Да? Се стабилизирав и понекогаш имам на промена на време кога се менува и тогаш се јавува покачен Се притисок. јава покачен притисок. Взимате нешто по потреба терапија во тие моменти? Па понекогаш да. Да. Што? Амблопин. Амлопин. Ама не пијам редовно, така само на момент. Да. Од 5 или од 10? Опет. Добра. Кажете ми дали имате проблеми со шекерот, со маслотиите? Па мислам дека не. Сте проверувале тироидна жлезда? Не. Не. Добро. Дали пиете алкохол, цигари, дали пушите? Не, алкохол многу ретко, мислам за некоја свеченост, празница. Така? Не пушам цигари. Не пушите. Добро. Значи, притисокот сега да го провериме како е, пошто не спомнавте дека имате, а и знаете, пошто сте веќе на режим на исхрана ќе бидете, потребно е да биде притисокот регулиран. Левата рака ако може. Сега пожелно е да го соблечите ако може раката. Да го блуза да се обличам. Да не стега, секој пат треба да внимавате раката да биде слободна, да не стега кога се мери притисок. Потрети си ја вака. Кога последен пат го измеревте вашиот притисок? Тоа може да пред една недела. Пред една недела колку беше? Па беше 130 на 95. И 95. Така. Значи сега малку е покачен. Од возбудезна. Значи, јас ќе ви препорачам дома редовно да го мерите притисокот повеќе пати во текот на денот и доколку се движи со овие вредности, ќе мора да започнете редовно да ја примате терапијата.
не по потреба. Бидејќи сега сте веќе во таа поризична група, дека жената веќе како што старе, голем е ризикот за кардиоваскуларни заболувања. Пожелно е да го следите поредовно и повеќе пати во текот на денот, па ќе ви дараме една задача, тоа да го запишувате секој ден притисокот, да водите дневник и следниот пат кога ќе се видиме да видиме како се движат вредностите за доколку треба да искоригираме со терапија. Благодарам. Благодарам на вас. Ајде, Јана, сега ќе направиме и ехо на стомак, ќе кренете високо мајцата и блузата за да биде стомакот и половините голи и ќе се легнете слободно на креветчето, опуштено, релаксирано. Цртиото не е замастен. Жлучката е добра, не гледам капчиња. Бубрек. Уреден. Левиот бубрек добар. Двата бубрека Јана се добри, немаат камчиња. Ајде да видиме слезенката. Отлично. Демензијната демензија. Како што треба да биде. Супер. Аорта права како пушка абдоминална, одлично. Јана, се е во ред со органите во стомакот, да не се секирате. Ви благодарам многу. Опуштете се малку, релаксирајте се. Се е отлично, да не се секирате. Центарот на нашата стабилност е нашето тело, а јадрото е центарот на нашата рамнотеж. Затоа денеска ќе ви покажам вежби за стомакот. Тоа е најважното нешто кое што нас ни е потребно. Доколку имаме цврст стомак, доколку имаме јаки внатрешни мускули, тогаш нашето држање ќе биде многу поубаво. Нема да имаме болки во грбот, нема да имаме болки во половината. Ќе имаме многу јаки раце и нос. Затоа започнуваме со стомачните. Спремете се.
Најпрво ќе легнеме долу. Да се истегнеме убаво, ќе ги спружиме рацете наназад, ќе ги спружиме нозете. Прво, ќе го повлечеме левото колено кон себе, да се истегнеме, да спуштаме друго, супер. Ќе ги свиткаме нозете под прав агол, главата ќе ја ставиме на градниот кош, рацете ќе ги спружиме покрај тело. Доколку ви е тешко на внатрешните пршлени, односно пршлените на вратот, спуштате ја главата долу на подот. Но најважното нешто е вратата да остане кога ќе се кренете горе и да работите кратки движења. Започнуваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, диши, 8, 9, 10. Така, спуштате се долу, привлечете ги колената и спружете ги нозете горе, рацете повторно покрај себе, главата на граден кош и продолжуваме. 1, 2, така, диши, 3, стегни стомак, 4, 5, доколку ти е тешко на вратот, 6, кажавме, спуштате долу глава, 7, долу, 8, долу, 9, долу, 10, долу. Повторно собирате ги колената кон себе, земете длабоко воздух, издишете и спуштате ги нозете долу. Одиме сега. Рацете ги ставаме под задникот или од страна на телото. Главата останува на подот и најпрво ќе ви покажам со свиткани колена кон себе влечеме и спуштаме долу. Доколку можете со прави нозе, ево ред. Значи, собери коленици, спушти долу. Или прави, спушти долу. На почеток нека бидат свиткани, за да видите колку вашата половина ви дозволува да ги работите овие движења. Главата останува на подот, не брзајте, пополека. Уште 4 пати. Уште 3. Уште 2. И последен пат долу. Доколку имате проблем со половината, мој совет е да ги свиткате нозете, рацете повторно да останат под себе и пополека да правите кратки движења, односно повлекување на колената кон себе. Пополека, долу, горе. Не брзајте во овие движења, но доколку можете, значи слободно, рацете покрај тело, главата на граден кош, испружуваме нозе и спуштаме долу. Диши длабоко, така, горе, испружи, уште 3, уште 2 и последен пат долу. Испружете ги рацете позади, извлечете го телото, земете длабоко воздух и продолжуваме сега. Десна рака, лева нога. И повторно, доколку имате проблем со половината, односно со грбот, ќе привлечете лакт, односно се извинувам. Привлекуваме дланка, колена и враќаме долу. Можеме наизменично оваа вежба да ја направиме. Доколку малку ви е подобра половината, значи можеме права нога, права рака. Наизменично работиме, притискаме со стомакот кон подот, да го привлечеме рбетот кон подот. Така. Неколку пати. Вежбата е најбово да се повтори 10 повторувања, но доколку не можете, значи свиткај колено, врати долу. Свиткај колено, врати долу. И одиме сега со она што јас сакам да ви го покажам, доколку сепак повторно ќе кажам можете.
Правиме замав со рацете, го креваме телото, свиткани нозе и враќаме долу. Потрудете се да не ги спуштите стапалото и рацете, односно грбот на нас. Слиено движење, врати. Оди горе, врати долу. Слиен. 2. Доколку ви е тешко. Легнете долу. Со рацете повторно замав од страна, кружно движење, привлечи коленици и врати долу. Повторно собери колена, врати долу. Ајде малку главата да ја активираме, собери, врати долу. Повторно собери, врати долу. И онаа првата, крени се горе, испружи раце, врати долу, крени се горе и врати долу. Вежбите по полека, работете ги. Ова е вистина, доколку имате проблем со грбот, значи бидете внимателни. Немој премногу да се кревате, доколку можете, може и некој партнер, односно некој со вас да ви помогне. Дали сопругот, дали некој од децата, било кој да е, нека ви седне на стапалките и нека ви помага по полека да се кренете онолку колку што можете. Но доколку немате некој покрај вас, сами ставете ги под некоја подлога, односно под креветот, негде каде што ќе ви сопрат стапалата, ќе ви бидат потпора и пополека работете. Да продолжиме таму каде што застанавме, одиме од почеток. Свиткај ги колениците, нозете под прав агол, рацете покрај тело, главата на граден кош и оди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Собери коленици, земи длабоко воздух. Испружи горе стапалки, раце покрај тело и продолжуваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Собери повторно нозе кон себе, земи воздух и издиши, испружи раце и нозе. Одиме повторно, дланка колена, или права рака и нога, наизменично десна лева, 2, не брзај, лева рака, десна нога и обратно менуваме. Фокусирај се на стомакот. Супер. Уште по 2 пати. Лева нога горе, десна и лева последен пат. Така, земи воздух и одиме сега нагоре, се креваме, свиткани нозе, испружи раце и враќаме долу на под. Не брзаме, пополека. Горе, 1, испружи долу. Горе, 2, испружи долу. Горе, 3, испружи. Горе, 4, испружи, доколку не можеш. 5, собери, врати долу. 6, собери, врати долу. Лизгај. 7, долу. Горе. 8, така, горе. 9, супер, и горе. 10. Супер. Се надевам дека ви се допаднаа вежбите, дека убаво го затегнавте стомакот, јадрото на нашето тело. И за крај, може слободно да пробате една вежба. Повеќето мислам дека ја знаат, за оние кои што не ја знаат. Планка, односно стоиме на подлактици и на прсти. Застануваме во положба, дланките се напред, нозете се под прав агол. Најважното нешто, се враќаме повторно, е стомакот, центарот, наш, кој што ни го држи телото. На почеток, по неколку секунди, но колку подолго стоите во таа положба,
толку подобро го затегнувате вашето тело, вашата половина, вашиот раменски појас, нозете и најважното нешто, центарот на нашето тело, јадрото, односно стомакот. Јас ќе вежбам, а мислам дека и вие со мене ќе пробате, па колку ќе издржиме, толку до следното видување. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Ау, ама брзо ми измина времето. Се надевам дека и вашето во наше друштво. Довидување до утре во истото време. Утре во Диетално максимално ќе гледате. Утре во Диетално максимално. Трпението на Клаудија ќе биде ставено на сериозен тест. Светлана Манева и нутриционистот Клаудија седнуваат во тавирна трпезарија. Но наместо здрав избор, на масата почнуваат да се враќаат старите навики. Обилни порции, масна храна, калорични искушенија, а Светлана без двумење продолжува да нарачува како ништо да не се сменило. И кога Клаудија помисли дека е доста, следува нов шок. Десерт, раванија нарачена со насмевка. Како ќе реагира Клаудија? Дали ќе успее да ја сопре Светлана или разговорот ќе стане повозбудлив од самата трпеза?